Почитувани, токму оваа музичка тема беше најава за моите следни гости, кои неколку пати ви ги најавивме. Ја продолжуваме традицијата на нашите предци. Зборуваме како е во денешно време да се бидем оној кој треба да ги застапува интересите на оние кои се борат против неправдата, како тоа некогаш се случувало, како е денес, како е да се јава кој во денешно време, може би чудно за многумина, некогаш тоа било секојдневна пракса. Низ целиот тој разговор ќе ми помогнат моите одлични соговорници, двајца прекрасни момци кои ова утро ни допатуваат директно од Битола, а поводот е токму еви овој последен спот на инструментал бенд кој го погледнавме. Добро утро, велам за Ѓорги и Филип. Добро утро. Добро утро. Ајде, Ѓорги, ќе почнеме некако со тебе, искрено само за тоа што имаш некаков впечатливи мустаки кои тоа како подсетуваат на тие славни денови кога во ЕГ било тоа и Линденско востание, тука биле нели комитите, конјаницата, јавањето. Како е чувството од денешно време да се наврати човек барем визуелно некако во тој историски период? Добро утро и ви благодариме за поканата и за тоа што ни се покажавте како добри домаќини.
Токму така мустајките се еден впечатлив дел од мене, каде што јас лично ги оставив и веќе 7 години ги негувам, за да може да му доловиме на самиот народ, на самите луѓе, тоа како биле порано војводите и комитите. Така е, Филип, покрај тоа што си дел од Галоп Коњаницата, која веќе половина деценија, или што би рекле некои, веќе 5 години е во полнек и тоа како функционирате, како е чувството да се биде и артист, бидејќи имате одлично нешто кое е сработено, е преточено во видеоспот за песната за Христо Узунов. Така, добро утро и од мене, ви благодарам на поканата. Ние активно работиме, како што кажавте, 5 години, се трудиме максимално да извадиме од нас, да сработиме. Овој спот е врвно изработен од дечките и песната добро изработена од инструментал бенд. Исто така работиме и сработивме и неколку други спотови со Коњаницата. Моментално работиме и на повеќе проекти со Коњаницата и се трудиме да нештото да биде автентично и да го изработиме како што треба. Дека продолжувате македонската традиција, говорат и бројките на прегледи на самите спотови и видеа, ова не ви единствениот спот. Неодамна имавте и свое представување чинам во Виена на еден познат спот и тоа не било каде, туку во Виенската опера и балет. Да. Тоа точно така, ние Галоп Битолска Коњаница беше и дел од снимањето на хрватската оперска дива Марија Видовиќ, која што беше спотот за песната Дремља ми се дремља и е дел од други 12 песни, каде што понатаму ќе има и спот за другите 11, останатите 11 песни и спотот се за прв пат се промовираше во Виенската опера и балет и луѓето воодушевени од тоа како во Битола има како такви простори и нормално Марија Видовиќ е на врвна оперска дива која што и на самото снимање од спотот дури ние самите се воодушевивме. Така и ве гледаме фотографии од Крушево, таа славна Коњаница. Како е да се биде дел од Коњаница во денешно време? Млади момци кои секој би рекол би целеле кон технологијата, индустријата која е се помасовна, вие некако се навраќате на корените на предците и ја продолжувате таа традиција. Како дојде до создавање на самата Коњаница? Па вака јас, пошто председател, идејата е и моја. Идејата беше за да, пошто Битолскиот округ најмногу придонесил за Илинденското востание да биде толку многу успешно, ние сакавме да ги истакниме тие дела на нашите македонски војводи, кои понатаму Филип ќе ви каже и како додатно ќе ги негуваме. Идејата е тоа што да се сплоти народот, да ги мотивираме младите, да ги остават телефоните, да направат нешто зад себе што ќе има да му прикажат на своите потомци понатаму во животот. Ние имаме, фала на Господ, имаме многу млади дечки, броиме негде околу 30-35 млади деца кои се од 18 до 25 години и со самото тоа на децата и родителите се присутни во сите наши активности, каде што има едни преубави дружби, си правиме преубави дружби, снимаме спотови, одиме на настани, одиме на свадби, каде што ја негуваме културата и традицијата со тапан, со корографија од познати македонски ора, како комитско оро и како калајџиско. Значи ги мешаме тие, правиме нешто ново за да му се покажи на самиот народ, а усвари и свадбата да биде една позната македонска традиционална свадба. Така е, Филип, ајде да се надоврзем и на одговорот, но и морам да прашам, ева од артистички момент, колку е тешко снимањето на едни вакви спотови како што го видовме во за Христо Узунов и кои се локациите, како траеше или како изгледаше целиот тој процес? Па доста е захтевно да се снима, сака посветеност, професионализам. Конкретно за овој спот и многу други наши познати спотови, кои останува збор за Илинденското востание. Нашето познато и славно Мариово е идеално за такви настани, за снимање тие спотови. И
моментално, како што кажа Ѓорги, моментално јас, покрај што сум член на Битолската конјаница, активен член, јас сум и дел од Уникат Бенд, фронтмен на Уникат Бенд. Моментално Уникат Бенд и Битолската конјаница работиме на два големи проекти. Тоа е военниот проект се работи за наши патриотски песни, преработки, а во другиот проект се битолски серенади. Ги работиме комплетно, се надеваме дека до нареднава година дека ќе бидат готови. Исто така имаме неколку соработки кај што учествуваме заедно ќе бидиме гости во Германија. Еве, Ѓорги ќе се надовари на тој ќе ви објасни. Така, ајде да ги слушнеме деталите за прекугранична соработка што ви рекле некои наши познати. Точно така како што било порано тука во Македонија, како што имале нашите војводи, како што имале задгранични одреди, така да и ние имаме задграничен одред, да и поздравам дечките кои неуморно работат. Имаме луѓе во Австрија, имаме луѓе во Германија, во Швајцарија и дури и во Франција. Така да на 10 јануари гостуваме во градот Нимберг на покана на нашите македонци. Уникат Бенд и Битолска конјаница спремат едно многу добра забава со македонски традиционални песни и традиционални ора, каде што Битолската конјаница ќе се покажи. Воедно и ги поканувам сите наши македонци кои се во можност и кои сакат добра забава да присуствуваат на 10 јануари во Нимберг. Така е, со оглед на тоа што Сител телевизија и тоа како се гледа во диаспората, верувајте дека ќе имате и тоа како голема бројка, нели? Моментално се одлични реакциите, има доста заинтересираност, веќе откако почнавме малце поактивно да се занимаваме со нештото, имаме доста интерес за нови членови, спремаме и нови активности и ми е многу мило што децата помладите веќе се трудат и сакат да бидат членови и земат одговорност за нови предизвици, да создаваме, да отвориме нешто ново. Верувавте ли пред 5 години дека до ова ниво ќе стигнете, односно толку многу ќе имате мог да ја промовирате Македонија? Да ви кажам искрено, ние немавме ни замисле дека толку многу ќе достигнеме, али нашите ентузијасти, нашите деца кои се ентузијасти, нашите мотиватори, да го спомнам и Даниел Јовевски, кој имаме добра соработка, режисерот, значи добро познат режисер за македонскиот, за хрватскиот и за српскиот пазар. Тој ни е нашата главна мотивација за да продолжиме да го негуваме македонското наше, она што го имаме ние во нас. Така е, Филип, што би дополниле токму во оваа насока? Важно ли е да се сочува македонскиот идентитет токму преку едни вакви случаи? Да, секако. Ние сме љубители на македонската музика, на македонската историја, да кажам, и се трудиме максимално да ја пренесеме. Дали има нешто кое е многу важно да го знаат македонците во Македонија и надвор во диаспората, не го спомнавме во овој краток, но инспиративен разговор. Сакаме да кажеме до сите дека секој треба да биде единствен, секој треба да гледа напред, да го сочува својот идентитет, својот карактер и да оди напред да чекори кон многу успеси. Така е, пораката од Филип која би била? Да се сака Македонија, да се негува традицијата наша и да бидеме сплотени како едно. Така е, одлично поентирано. Ви благодарам за тоа што директно од Битола ни допатувавте во Скопје и ние збогативте емисијата.